се повикува на минимални кошнички, не знам, правилни, неправилни. Како бе за вас важи минималнава кошничка за да покачувате цени за граѓаниве, а за минималнава плата не важи? Во пакет со точкиве оди утврдувањето на вредноста на бодот за администрацијата која работи таму и покачување на цените на услугите за сместување на дечињата. Не знам како да ви кажам, ама како ви текнува вака, бе, луѓе, ви излегува премиеров, ви вика денес бара овие синдикалциве зголемување за 600, утре за 800, други ден за 1000 ќе барат покачување на минималната плата. Се повикува на минимални кошнички, не знам, правилни, неправилни. Како бе за вас важи минималнава кошничка за да покачувате цени за граѓаниве, а за минималнава плата не важи? Критериуми, некој ИСАФ имате, вие со добивка завршувате година, вие покачувате услуги, патем. Родителиве си носат сами влажни марамчиња, течен сапун, тоалетна, бришач. На шо ги трошите, бе, луѓе, париве вие? Нагледни средства некои купувате таму или ги терате од плата да си купуваат вработениве пластелини, тие работи, па после ги оценувате кој појќе си купил, тој подобар ќе биде, че имаме вака избрани, еве, колешкава тука е наградувана за најдобра воспитувачка. Така ги наградуваме? По кои критериуми покачувате вака цени? Вредноста на бодо на администрацијава кај вас, по кој критериум вака се покачува? Или за тоа има поскапување, стандардот на живот е зголемен, трошоците на живот се поголи, се повикувате на препорака од влада донесена во 2022. Тото исто код во 2022 земјотресов денес да го почувствуваме. Извинете, вака што речам, имате ИСАФ, бе, луѓе. За 40 и кусур посто покачувате цена. Згоре на тоа ги терате родителите сами да си носат средства за хигиена за децата. Малку и со колку сакате да ја завршите годината, дајте да донираме барем ние. А последниве неколку години, од година во година, пренесувате вишок средства од претходната година. На комуналец не можеме да го донараниме со поддршка, со финансии. Дуб, кратер. Не можеме да го доисфинансираме, вие завршува следната година. И уште покачување на цени барате. Не вие срам вака малце? Градоначалник, што ти прави овие директори, вака? Се координирате вака? Меѓу себе? Мене ми е незгодно што морам да прашам, одвратно ми, извинете, вака ще речам. Сите израснавме деца. Кај вие во извештајон, знаете дека на градинка имате пропуштено? Бајка? Ни капацитет, ни сместување, колегава Костовски сега ќе ви изреди чаши во тој дел. Вие со деца работите или со... Не можам да сватам. Со добивка да завршуваш година, преку 70.000 евра, да ги пренесиш за следната неискористени и да бараш покачување. Срам да ви е. Срам да ви е. Барам да ми одговорите на прашањето зошто спротивно на тие воспитувачки и негувателки таму што работат, не поднесувате предлог до училишниот одбор за зголемување на надоместокот за работа во групи со зголемен број на деца. Тие да не се директорке, ништо нема да ви испери онде. Еве, колешката знај како е да се работи со деца. Ама за зголемување на бодот за администрацијата немате никаков проблем. Барам да ми одговорите дали ќе предложите до управниот одбор на наша иднина, согласно колективниот договор, да ги остварите правата за вработените кои се најзаслужни за грижата на нашите деца, да им се зголеми надоместокот за посебните услови во кои работат. Благодарам. Се обезбедува подобра и поквалитетна исхрана на децата, одржување на објектите, нормално функционирање на градинките и подобри услови за престој. Секоја чест, председател. Дадовте исцрпно објаснување, буквално зашто се покачува. Срам да ни е, што 20 години не сме покачиле ценава на услугиве за сместување на деца. Се е покачено, се е поскапено.
Само платите се останаат исти, а срам да ние што до денес не ни текнало да ја покачиме цената на овие услуги на установата што завршува со добивка од 70.000 евра секоја година и ги пренесува на сметката за следната година. Ја не знам за какви услови подобрување вие зборувате. Ние овде зборуваме дека покрај оваа добивка која остварува јавнава установа, родителите имаат дополнителен трошок за дечињата, цел месец да му обезбедат влажни марамчиња, течен сапун, тоалетна хартија и бришач, и чаши пластични. Ама и досега зошто тому се праеше? Јас не знам за какви вложувања и подобрувања на условите на ова јавна установа зборувате. Мислам дека ние бевме истите што го донесовме финансискиот план за работа на наша иднина за во 2026. Јас таму не видов да затворен базен за дечињава, нешто бајни термални да се прави или нешто подрастично. Финансискиот план му е како и во претходните години. Таа финансиска конструкција има, не гледам некои драстични вложувања таму. Кога веќе зборуваме за тоа зошто се покачува цената за да се подобреле условите. Финансискиот план за 2026 кажува на кај ќе се движи во подобрување на условите ова јавна установа. Финансискиот план што сите овде, тоест вие си го донесовте, не кажува дека ќе има некое подобрување во тој дел. И затоа се вие на место. Пак ќе речам за срамота што 20 години не сме покачиле ценава. Ама да бидеме реални, единствената јавна општинска установа е што завршила со 70.000 евра добивка. Срамота е во вакви услови како што кажувате вие, ние на кого, на чија штета ја покачуваме? Свесни сте? Само на штета на родителите. Така да не треба да зборуваме за тие 500 денари дали ќе се покачи градинката или не, пошто да би слеземе на кафе ќе ги дадеме тие 500 денари. Така? За тоа можеме да одделиме, а за градинката, за подобрување, за условите за нашите деца, ние не смееме да одделиме. Благодарам. Честитки, колешке, го скршивте мразов. Среќа тетратката што не ви падна. Вака, вие ако се чувствувате комотно, некој да ве дери, што остварува 2,7 милиони денари годишно добивка, и го испраќате детето со ранче, како што кажа колегава Китановски, полно со влажни марамчиња, чаши, нешто за ужинка, да не случајно не му ста со зелката што му ја дава таму. Вас ако ви е комотно така да се грижите за вашето дете и да ве дерат, тоа е добро. Али тоа друго покажува за вас. Ваков став дека 500 денари на родителиве ништо не треба да му знача, не значи дека сите земаме дополнителен приход од советничкава позиција што имаме. Да ви биде јасно. Па така ревносно го кажувате, ко не баре треба се засрамиме ние, зошто родителиве, срам да му е како може за 500 денари некој да не годува, оти се зголемувала ценава. Ама се друго се покачувало, а ние треба се грижиме за стандардот на децата да биде кој што треба. Праша колегава Китановски, што му фали на децава? До сега што му фалеше? Ги носевме здрави, живи си ги земаме назад, нахранети, најадени и со дополнителни трошоци покрај и сегашниот надоместок што се плаќа. Еве само градоначалников ме коригира, јас овде викам 70.000 евра, вие никој не реагирате дека сум грешка. Гледате градоначалник на што мислам кога ќе речем нема реакција, љубов нема. Со советници во двор. Тоа е зголемување на платата околу 320% до денешнава година, така да 30% во споредба со 320% покачување на платите, не знам како го свативте, вие Стефановски рековте дури и дека нема покачување на платите, колку што. Не знам дали јас така слушнав, или ми се причини, ама рековте дека од овие 2.700.000 денари што се вишок, добивка, уствари не се толку добивка се околу 1.400.000, така рековте? 1.300.000, се извинувам, да. Директорке, веднаш да си го повлечите овој предлогов за усвојување на годишнава сметка после ваквата изјава што ја дадовте. Овде имаме, значи, колеги советници, ние финансиски извештај, годишнава сметка треба да ја усвоиме, а е очигледно
неправилно поставена вака. Требало да си пишите овде дека вишок има 1.300.000, а не 2.700.000. Значи ние денес мнозинството од Советов треба да гласа и покрај ваквата изјава од директорката дека добивката е 1.300.000, вие че треба колеги советници да си гласате дека е 2.700.000. Среќа што директорката не рече 50 милиони, дека и тоа ќе го гласавте. Прилеп за утврдување на износот на надоместокот за трошоците за престој на деца што се натовар на родителите. По списокот на членови на Совет на општина Прилеп, како ве просивам, ве молам да кренете рака. Билјана Кржеска. За. Поименично. Кажа Билјана Кржеска, гласам за. Златко Рикаловски. Александра Петреска Ангелеска. Михајло Божиновски. Христијан Тунески. Игор Николовски. Наташа Мрческа. Ице Дамчески. Елеонора Костоска Јовановска. Владо Чекаровски. Билјана Ристеска. Дарко Андреевски. Александар Милески. Алмир Сулеймановски. Кети Јанчески. Елена Крстеска. Драгица Николовска. Филип Секуловски. Александар Китановски. Стеван Талески. Сузана Дарковска. Сенат Шабановски. Методија Костовски. Жарко Стевановски. Катерина Пузеска. Мирјана Стевановска. Ви благодарам. Констатирам дека со 16 гласови за и 9 гласови против, одлуката е усвоена.